Денеска сме овде во Божиот дом, браќи и сестри, да ја отвараме Библијата и да се учиме од неја. Ќе размислуваме за еден настан кој се одиграл многу одамна, таму горе на небото. Ќе ја проследиме првата побуна или првата војна над звездите. Ајде да отвориме во Откровение 12.1, односно 12.7, првиот дел. Значи, читам во Откровение Јованово, во последната книга на Библијата, во 12 глава, еве што пишува 7 стих, првиот дел. И настана војна на небото. Интересно, од секогаш сум слушал дека имало војни на земјава, во поедини држави, во поедини градови, во поедини улици. Меѓутоа, војна да има на небото, прв пат, еве, се среќаваме овде во овие библиски стихови. Местото небо, наречено, е место на рај, место на совршенство, место на хармонија, место кај што луѓето, односно ангелите, се почитуваат. Но како дошло до војна, браќи и сестри, токму горе на небото? Зарем немало начин да се избегне? Ако денеска поедини држави завојуваат меѓу себе, Обединетите нации ќе се замешат и ќе ги бидат повикани лидерите, водачите на тие партии, политички партии или председатели на држави и се решава каде, на каква маса? На зелена маса. Зошто се вика зелена маса? Ете, се собираат, имаме такви случаи во бивша поранешна Југославија, каде што во некои градови во светот се собира водачите и таму 10, 15, 20 дена, се додека не најдат решение, заседаваат, разговараат и така натаму. Меѓутоа, дали имало начин да се избегне таа војна горе на небото? Вие постарите кои сте, а имаме помеѓу нас некои постари, знаат што значи војна. Ние помладите може само искусевме вака, бидејќи на овие простори се водеше војна, но можеби не директно да учествуваме. Сепак, браќи и сестри, на небото да се случи војна. Ајде се запрашаме кој е тој што се осмелил, кој е тој што се охрабрил, кој е тој што почнал да војува, војна да прави на небото против Бога. Кој е тој што се осмелил да внесе некоја нота на недоразбирање или нота на несовршенство горе на небото. Читам понатаму, 12 глава, значи сега од 7 па вториот дел читаме и 9. Еве што пишува. Михаело, а кој тој Михаело? Михаело е второто име за Исус Христос. Значи, сега Исус, Михаело, со своите ангели завојува против змевот. И змевот и неговите ангели завојува, но не устоја и не им се најде веќе место на небото. И сега 9 стих, кулминација. И беше исврлен големиот змев, старата змија, наречена ѓавол и сатана, која го заведува целиот свет, беше исврлен на земјата и неговите ангели беа исврлени со него. Еве, откривме кој тој Михаело, тој е Исус Христос, значи со своја група на ангели, бил на едната страна, а на другата страна, овде писателот Јован, кој тоа го видел во видение, го гледа змејот. Кој е тој змеј, браќи и сестри? Кој е тој змеј? Кој се заканува? Еве, да читаме извештај паралелно, може да ме пратите во книгата на пророк Езекија. Во книгата на пророк Езекија читаме 28 глава, 28 глава во 12 стих. Еве што запишал пророк Езекија. Овде во својата 28 глава го читам 12 стих, првиот дел. Воеден во Божјата градина. Добро, тоа е 13, читам 12. Човечке сине, залелекај тажачка на тирскиот цар. Наречи му, Господ Бог зборува вака, ете ти беше примерок на совршенство, полн со мудрост и чудесно убав. Овие епитети, браќи и сестри, овие карактеристики се дадени за змејот, пред да биде змеј. А тоа бил Луцифер, четврт до Бога. Очигледно, Библијата се користи често пати со символични слики. Значи, се дава една слика да се прикаже правата поента или вистинската порака. Знаете,
во нашата земја или во нашиот свет постојат мафии? Дали мафијата, тоа се група на луѓе, одат отворено и велите јас сум мафија? Дали така одат? Не. Тие се камуфлираат. Знаете, еден терорист може да биде еден обичен старец од 50, 80, 90 години, човек. Преоблечен, со патерица, со капче некој, облечен едноставно, а тој може терорист, носи во себе експлозив. Значи, тоа се мафи, тоа се луѓе кои се преправат. И овде даде една слика. Овде пишува Езекија, кој бил тој змеј, каков бил. Гледате, бил совршен примерок. Беше во Божјата градина, 13 стих. Твоето облекло беше украсено со секаков сард, топаз, диамант, хрисолит, оникс, јаспис, сафир, смарагд и злато. Одете на интернет, отчукајте ги овие зборови и ќе видите што значат тие елементи, тие скапи елементи кои се овде споредени. Сард, топаз, диамант, хрисолит. Некои работи не ги ни знаеме, не сме ги ни виделе. Гледате со што е спореден овој змеј, кој се дрзнал, кој се осоколил, кој се охрабрил да направи војна горе на небото. Браќи и сестри, овде нешто слично делува и овој тирски цар. Тој е само едно перде зад кое се крие вистинското лице. Вели, ти си печат на совршенството, пон си со мудрост и многу си убав. Наистина, има и денеска луѓе кои се многу убави. И жени, и мажи. Нормално. Природата таква ги создала. Има луѓе кои се пријатни и во нивна средина ти е пријатно да бидеш. Ново суштество не само што било совршено овде вели, пријатно, пон со мудрост. Било во Едемската градина, вели, беше во Едем. Така пишува. Едноставно, какви убави карактерни особини се дава за овој змеј, браќи и сестри. Значи, овде не станува збор за смртен човек, туку некој суштество кое е надвор од нашите рамки. А тоа е секако, како што спомнавме, Луцифер. 14 стих може да читаме во истата глава, од 28 глава во Езекија. Те поставив како расколен херувим, заштитник, беше на светата Божја гора. Таму ангелите обични не може да имаат пристап. Одеше сред огнено камење. Совршен беше на своите патишта од денот на своето создавање, додека не ти се зачне беззаконие во срцето. Браќи и сестри, овој висок ангел заземал посебна позиција, бил еден од најголемите почин од ангелите кои постојат горе кај Господа. Овде вели бил заклонувач. Тој бил ангел со највисок ранг. Знаеме денеска секој председател на држава има своја тајна гарда, така? Тоа се посебни телохранители кои се невидливи можеби за обичните граѓани. Има тука еден поред двајца кои одат поред председател, а има мноштво кои не ги гледаме. Тие се за наше око невидливи, но тие будно гледаат кој како се движи, какви намери има и не го испуштат од око нивниот председател. Нешто слично тоа го имал и Луцифер како задолжение да го наблюдува тројството, не од некои други натрапници да ги наречеме кои ќе го убијат Бога или Светиот Дух или Исус, него тој бил четврт тука, имал таа привилегија да биде овде вели заклонувач. Ги читавме 14 и 15 стих. Совршен беше на своите патишта. Немало никакви грешки, немало никакви отстапки во неговиот карактер. Совршено, прекрасно. Но, браќи и сестри, ја не знам да ви објаснам, ако имате вие сознание, кажете ми, како дошло, кога дошло и што е тоа што се случило одеднаш пукнало нешто во умот на овој ангел. Нешто пукнало во неговата глава. Нешто во него се случило. Станал незадоволен во почетокот. Тоа може би првиот чекор на одвојување, незадоволство. Понатаму бесен. Почна да шири лага, невистина за тројството, за Бога, за Исуса. И станал, овде вели, страшен змеј, како што читавме во Откровение 12 глава.
И сега да ве прашам, браке и сестри, сите вие кои не гледате и слушате, дали имаме право денеска ние да го обвинуваме Бога, што Луцифер станал змеј? Што Луцифер се одлучил да стане нешто што не било според Божјата волја? Дали сега ние Бога треба да го обвинуваме што Бог го создал како еден прекрасен ангел во минатото тамо? Не го знаеме потеклото кога е создаден Луцифер, но дали е тоа Божја вина? Еве да ве прашам, кога една мајка ќе роди бебе, ќе донесе на свет бебе, малечко, убаво, ружичасто детенце, бебенце, дали се радуваме сите на бебињата? Па тие се невини, нежна кожичка, убаво мирисат, невини се. И сите ние, или најблиските, или мајката и таткото, гледат во тоа дете, утре дека ќе биде, можеби, иден учител, иден наставник, лекар, заначија, а можеби председател на држава. Никој, а и ни самата мајка не помислува дека, држејќи го тоа мало детенце, може еден ден да стане како? И што? Може да стане убиец. Може да стане проблематичен за општеството, за државата. Може да стане насилник или слично. Може. И дали ние имаме право сега да обвинуваме мајката која донела на свет едно тако невино детенце, но околностите, ајде да кажем околностите, но горе немало околности да влијат на тоа дете. Денеска децата ги воспитуваат училиште, улица, пријатели, сродство, роднини и неговите најблиски мајка и татко. Значи, повеќе влијание има тоа дете да биде едно или друго. Еве да го земеме примерот со Адолф Хитлер. Еден ден мајката на Адолф Хитлер, ја не знам како се викала, меѓутоа може да се најде името, не е ни важно сега, го родила ова мало Хитлерче. Го држи во рацете мало убаво детенце, сонувајќи дека ќе стане нешто славно и големо, не во негативен смисол, туку во позитивен смисол. Треба ли денеска да ја обвинуваме мајката на Хитлер што тој подоцна станал она што станал? Имаме ли право? Немаме секако. А зошто тогаш многу луѓе, браќа и сестри, го обвинуваат Бога? Го обвинуваат Бога кога зборуваат за гревот, за лошото, за маките, за проблемите. Го обвинуваат Бога за Луцифера. Не е Божја вина, браќа и сестри, ако неговите деца денеска погрешно се служат со својата слободна волја. Одиме во книгата на пророк Исаја. Ги знаете тие текстови, но ќе се подсетиме во 14 глава и да читаме како сега Исаја ќе ни даде една друга светлина, малце од друга страна, да го појасниме овој проблем или ова побуна која е настанала горе на небото. Овде во 14 глава, книга на пророк Исаја, 12 стих па до 14, еве што добиваме, каква информација. Како падна од небото деницо и во заграда светлоносец, сине Зорин. Како ли се симнат на земјата ти угнетувачу на народите. Зборуваше во срцето свое. Гледате сега, малце да навлеземе во неговата психа, во умот, во срцето на овој мокен, силен Луцифер. Што тој размислувал? Знаете, некој рекол, со какви мисли се занимаваме, такви стануваме. Ако некој човек постојано размислува дека треба да украде нешто, и тој ќе украде преку дента. Значи, какви мисли го храниме умот и такви стануваме. Гледате, со што се хранел овој ангел. Ке се искачам на небесата, над Божите звезди. Ке се издигне, гледате, се во прво лице еднина. Јас ке се искачам. Јас ке направам престол. На собината горе јас ке престојувам. На крајниот север. Јас ке се искачам во облачните висини. Јас ке бидам сличен на Севишниот. Гледате, постојано тој ја спомнува ова мисла. Личната заменка јас. Јас. Тука се наоѓа, браќа и сестри, коренот на сите гревови, на гордоста. Секако Луцифер бил мокен ангел, силен ангел. Имал привилегија да седе на Божиот, да седе близу тука до Божиот престол, но не и на Божиот престол. Тоа не му било дозволено. Тој бил тука до Бога. Знаел многу тајни, но не сите. Знаел многу работи, но не сите. И навистина, размислувајќи за овие работи, си поставил некоја цел. Јас ќе станам Бог. Како? Во почетокот ни самиот тој не знаел.
Ако ја читате книгата Анđeli увек с нама, или книгата Патриарси и пророци, зашто тамо се извадени тие делови, ќе видите со какви мисли постојано се занимавал Луцифер. И во еден момент Бог го пресекол во неговите мисли. Му рекол, дојди на разговор. И дошол Луцифер. Ајде да го карикираме како во канцеларија денеска, кај што ние одеме и разговараме со предпоставените. Дошол и долго разговарале со тројството, односно тројството со него. И таму пишува дека тој рекол, добро, ќе се повратам. Како да се одлучил да се врати назад, во смисол да ги поправи грешките, и Бог би му простил. Меѓутоа, наместо тој да се врати назад, на таа првобитна линија кај што бил, тој повторно одел низ ангелите и ширел недоверба, ширел лага, ширел невистини кон нивниот Создател, кон Исуса Христа и кон Бога. И кога не можело повеќе, тоа што го читаме на почетокот во Откровение 12 глава, кај што вели, и настана војна, повеќе не можеле да бидат два господара горе. Повеќе не можеле да обстојуваат, зашто постоела опасност. Најпрвин, ако половина од ангелите биле инфицирани со таа лага сатанска и со преговорите што Бог го имал со ангелите, еден дел тие се повратиле назад, а 1/3, вели Библијата, останале. И затоа овде пишува, ајде да се вратиме во Откровение, повторно 12 глава, 4 стих, да видиме колку се тоа ангели. И неговата опашка повлече 1/3 од небесните звезди. Гледате, тоа е повторно символика, опашка. Значи се мисли на Луцифера, на тој змеј. 1/3 од небесните звезди, тоа се ангелите Божи, поранешни, сега се на ова страна, и ги фрли на земјата. И змејот стоеше пред жената и така натаму. Овој текст ни открива, браќи и сестри, за првата војна над звездите горе на небото. Ова приказна, браќи и сестри, е вистинита, жалосна. Но дали се сеќавате, после многу години, кога Луцифер веќе бил исфрлен на оваа земја, како што читавме овде, кога Луцифер сега ја користи истата тактика, камуфлиран, се користи со медиуми, со средства да го допре човечкото срце. Горе Луцифер се заканел на Исуса. Ќе те чекам на друго место. Ќе те чекам на двобој и ќе видиш што ќе ти се случи. И меѓувреме Бог ја создава нашата планета, ги создава Адем и Ева и ги предупредува сега, внимавајте, не сте сами. Зашто некој ќе тропне на вашата врата и ќе посака да влезе кај вас. И читаме во прва Мојсеева, Битие 3 глава, 1 стих. Еве овде на земјата почнува тој пеколен план сатаната да го спроведува. Змијата беше полукава од сите животни полски што Господ Бог ги направи. Таа и рече на жената, вистина ли е дека Бог рекол, не ќе јадете од ниедно дрво во градината. Гледате сега, сатаната ја користи ова прилика. Бог навреме ги предупредил. Ако читате во 2 глава, 16-17 стих вели следново. Господ му заповеда на Господ, тоа е заповед, му заповеда. Тој како ти на твоето дете, малечко, може би не разбира целосно, но му велиш, сине, немој да возиш мотор. Опасно е за тебе во овие години да возиш мотор. Сеќавате, Лани, што се случи со едно од детето на градоначалникот и негови другарчиња со моторите. Младост, лудост, но можеше комно да биде. Може би нешто слично Бог ги повикува Адем и вели, пазете, внимавајте. Му заповеда, Господ вели овде. 16-17 стих. Велејќи, јади слободно од секое дрво во градината, но од ова дрво немој да јадеш, од дрвото за познавање на доброто и злото. Во денот кога ќе јадеш од него, навистина ќе умреш. Браќи и сестри, дали сега Бог полн со љубов што ги предупредил своите деца? Дали сега ќе го винуваме подосна Бога што Ева ќе постане непослушна и ќе го послуша сатаната? Браќи и сестри, Бог горе на небото не го уништил веднаш Луцифера. И на земјава Бог нема веднаш да ја уништи Ева или Адама, зашто тоа се сите негови деца. Едниот бил безнадежен случај, но сега Бог прави се од себе, како овие деца да ги врати назад
I zato podosno во 3.15, прво Моисеju 3.15 овде, Господ ќе даде пророштво, Господ ќе повлече линија. И што пише во 3.15, сеќавате? Јас ќе поставам непријателство помеѓу тебе и жената, помеѓу твоето семе и незиното семе. Тој ќе ти ја сотрува главата, а ти ќе му ја сотруваш петицата. Ова е пророштво дека еден ден ќе дојде Месијата, отелотворен во човечко тело, ќе живе 30 години. Еве сега, утре е Великден, кај што многу луѓе ќе се сетат за Христовата смрт, за Христовото воскресение. Исус ќе го исполни својот пророчки збор. Овој текст ќе се исполни, овој стих. Секако се исполнил пред 2000 години, кога Исус навистина истапнал на главата, на змијата, на тој змеј и така натаму. Браќи и сестри, ајде се вратиме повторно овде во 3 глава. Еден ден Луцифер во облик на ова змија ја дочекал Ева и Адама и им вели: дојдете, деца мои. Јас нешто ќе ви дадам многу подобро. Јас ќе ви дадам под демократски услови. Јас не можам да ве присилам, но вие сами ќе одлучите. Но сепак Бог нешто крие од вас. Зато ви дал забрана да не јадете од тоа дрво. Меѓутоа, од друга страна Господ ми вели: Адам и Ева, сега нема да ве присилувам да ми служите на мене, зашто се појавува нов господар. Но таму, кај тоа дрво ќе поставам гласачка кутија. Таму вие ќе гласате, дали ќе бидете со мене понатаму, или ќе го дадете својот глас на новиот господар. Браќи сестри, Бог бил демократ. Бог ќе почитува слободната волја. Господ ни вели на почетокот: ако ме одаберете мене, ќе имате благослов, ќе имате долг живот. Не ќе знаете што е злом. Ако го одаберете новиот господар, ќе имате маки, неволи, смрт. А јас ви ветувам живот и љубов, изборот е ваш. И така еден ден Ева залутала. Дали намерно или ненамерно, не е важно. Важно таа залутала. Некој од позадина ја гледал, ја наблюдувал и сакал да ја придобие за себе. И што се случува? 3 глава, читавме први стих. Таа ја рече на жената: вистина ли е дека Бог рекол да не јадете од ниедно дрво во градината? Јас ќе ти дадам мок, со други зборови рекол сатаната. Јас ќе те направам силна жена. Јас ќе ти дадам слава да имаш, да бидеш на првите страници во светските весници, на првите телевизиски канали. Светот ќе ти се клања, а ти ќе бидеш како Бог. Браќи и сестри, и денеска исти трик, исти зборови се во употреба. Сатаната само ги камуфлира, ги прилагодува да те прелаже тебе и мене. Интересно, со тоа прифаќање Ева, а подосно и Адам, го навлекува сето зло, што денеска ние го чувствуваме секојдневно. Колку луѓе ги изгубија своите мили драги во последните денови, недели, месеци, и во ова година и во минатото. Тоа е дело или тоа е резултат на овој настан што сега го слушаме. Но тука не може да помогнеме ние. Ова е само поука за нас, да не наседнеме на истиот трик, на истите трикови што сатаната ги прави и истите стапици ги поставува за тебе и мене. Браќи сестри, Бог имал сега овде само 2 избора. Да го уништи Луцифера, горе на небото, или да уништи Ева и Адама и да создаде нов ангел или нов брачен пар, нова земја. Но денеска сатаната исто така работи. Неговата монструзна лабораторија почнала да произведува монструзни војни, маки, болести, вируси. Произведува луди крави, луди луѓе, вируси, пушки, топови, завист и ужас, беда и страв, болка и смрт. Тоа е дело на сатаната. Тоа го добил овој свет со изборот што го направиле нашите прародители Ева и Адам. Сега е доцна. Сега е доцна. Ако Бог нешто не превземе, целата цивилизација ќе биде изгубена. Сега кога разговараме за ово зло што го снајде ова генерација, многу луѓе се прашуваат, христијани, зарем Бог ќе дозволи овој свет самиот да се уништи? Секако нема Бог да дозволи. Бог дозволува да оди до една линија, до една граница. Но Бог ќе каже доста е. Стоп, како што кажувал во минатото. Амаличаните ги знаеме колку сакале да го уништат Божиот народ. Дури пат не им дозволувале да поминат низината земја.
и морале 40 години да одат израилците па да дојдат повторно на таа кота, на таа линија или на тој влез. Бог има трпение, но Бог кој каже доста е. Тешко на оној, тешко на тие. Браќи и сестри, ѓаволот знае дека Бог е стрплив, дека Бог е полн со милост, дека Бог е милостив и тој го злоупотребува Божјото трпение. И тој вели нема Бог. Денеска многу луѓе плачат, викаат, боледуваат, нема Бог, повторно викаат против Бога. Браќи и сестри, и денеска Луцифер развил една лукава вешта стратегија. Знаете која е денеска стратегијата на Луцифер, на ѓаволот? А тоа се вика лукавство. Тој се преправа. Денеска сите против Бога викаат, а не против оној кој е причинител на сето зло. Денеска ѓаволот вели, нека луѓето мислат дека јас не постојам. И на жалост така луѓето мислат. Еве, една приказна да ви пренесам, една кинеска приказна, се вели за еден разбойник кој постојано им го крадел житото на селаните. Значи, таму некаде во Кина, во некое село, често пати влегувал во селата, токму тогаш кога селаните го собирале житото, кој им било во двориштата собрано, тој ќе помине и ќе им го украде. Посебно, како што реков, кога била жетвата. Тоа го правил со години и никој не можел да му застане на пат. Но конечно селаните се опаметиле, организирале стража да го чуват селото. Значи, таму на влезот, пат, рампа, стражари и секој кој поминувал го легитимирале, го прашувале и ако го откријат, едноставно ќе биде остранет. Тоа го правиле со денови, со години и немало проблем. Крадецот тоа го слушнал и се плашил да влезе во селото, да не биде откриен. Но сепак крадецот горе во планината живеел и го гледал доле селото, како селаните се организирали и размислувал како сега да влезе повторно внатре. И му дошла една сјајна идеја. Отишол во соседното село и кога бил пазарен ден, почнал да пушта глас низ луѓето. Знаете што? Слушнав дека тој крадецот кој одел во соседното село секоја година умрел, повеќе не е жив. И луѓето еден од друг тоа го пренесувале и таа вест стасала во тоа село кој се чувале, кои се бранеле од влегувањето на крадецот. Тоа го слушнали стражарите. И в почетокот стражарите биле проредени. Не чувале повеќе, туку еден. На крајот, кога таа вест се повеќе се ширила, во селото местната заедница донела одлука дека повеќе нема потреба од стража. Стражот, односно крадецот е умрен, починат и нема повеќе потреба од стража. Секој селенец бил задоволен што е слушнал таа вест. Нема повеќе крадец, нема повеќе крадец, одекнувало во целото село. Но, кога стражарите се повлекле, кога рампата ја тргнале, што мислите, кој дошол во селото? Крадецот, зашто тој бил жив, тој само чекал, имал трпение и правил стратегија како да влезе во селото. Сатаната го прави истото, браќи и сестри. Политичката идеологија, модерната теологија, како да ни зборуваат, нема грижи, нема страв, нема ѓавол, нас не чека 1000 години мир и просперитет. Дали слушате, и таква идеја постои. Овде ќе биде рајот, овде ќе биде мирот, 1000 години ќе биде година на преокрет, на убавина. Браќи и сестри, ѓаволот има истата или слична стратегија. Зарем и денеска од нашите устни не се изговараат оние зборови: О, Боже, зошто ми го правиш тоа? Зошто, Боже, дозволуваш да страдам? Боже, направи нешто. Немам работа, немам пари, болен сум. Боже, ти си горе, а јас долу. Боже, зошто овој наш брат замина? А толку ни беше потребен ова сестра или ова фамилија. Браќи сестри, зарем такви мисли не доаѓаат и кај нас? Сатаната ќе посее такво семе. И во почетокот може би не обраќаме внимание, но како времето поминува, кога ќе не задесе и некое зло и нам,
кога ќе затрупа нешто лошо на твојата врата. Зарем такви мисли не се случаат секојдневно? Но, браќи и сестри, да се запрашаме, дали Бог е незаинтересиран за нас, луѓето овде долу на земјата? Браќи и сестри, Бог е секојаш во акција. Еве да читаме во Матеј 1 глава 20 стих. Да видиме дека Бог не заборава, дека ние не сме таму на маргините во Вселената, некаде горе, една точка. Знаете, нашата земја како една мала точка за разлика од големите вселенски пространства. Меѓутоа и за таа точка Бог го дал најмилото. Исус Христос дошол токму за нас да страда. И овде во Матеј 1 глава 20 стих, еве го храбрувањето дека не сме сами. 1.23. Ете, девица ќе зачне и ќе роди син и ќе го наречат како? Емануел. Што значи Емануел? Бог со нас, браќи и сестри, не сме заборавени. Тешко ни е, плачеме за нашите мили драги. Многу пријатели изгубивме овие денови, многу верници заминаа. Но Бог е со нас. И во тие тешки мигови Бог не заборава. Емануел е со нас. Утре ќе се сетат милиони христијани, нажалост само утре. И после ќе го заборават. Јас ќе имам утре навечер, ќе зборам за што се случило на денот Великден. Многу луѓе денот Великден го претворили во јадење, во пиење. Така пише у Библијата. Дали е само во вапцење на јајца црвени Великден? Или нешто многу подлабоко, многу посилно, што треба да оттемелне промени Христовото воскресение, односно Христовата смрт. Бог е со нас, вели овде евангелистот Матеја. Бог решил, ќе одам долу на таа планета грешна. И таму ќе ги посетам. И таму ќе се оттелотворам и ќе станам еден од нив. И Јован тоа го запишал. Да читаме во 1 глава, Евангелие според Јована. 1 глава, еве го првиот и 14 стих, ги знаете овие стихови, но само ќе ве подсетам. Вака вели текстот, Јован 1 и 14. Во почетокот беше Словото, и Словото беше во Бога, и Словото беше Бог. Ете, како тоа оди. Словото во почетокот беше Словото, беше Бог и Словото беше во Бога. И сега што се случува? 14. И Словото стана тело и се настани меѓу нас и ја видовме неговата слава, славата што има како единороден од таткото, полн со благодат и вистина. Бог решил во еден миг да стане тело, односно да се отелотвори. Бог одлучил да пред целиот всемир, пред целата вселена, да на луѓето, нам, ги открие тие пеколни планови на Луцифера во животот на Исуса Христа. И навистина ѓаволот е монструм. Навистина се изживлувал на Исуса преку тие римски војници, на крајот го распнале како најголем злосторник. Преќе сестри, верувам дека понатаму ви е позната приказната. Тоа не е приказна, но ние велиме приказна за Христовиот живот, Христовото воскресение, односно неговата смрт. Исус висел на крстот. Сите пеколни демони, читајте книгата Копнешно на вековите, таму вели сите пеколни демони дошли на тоа брдо, притискале на неговото тело, не физички, него на неговиот дух, на неговата душа, да го поколебат Исуса, зашто Исус можел да каже доста ми е, преко глава ми е. И можел да стане си замине. И ние би останале вечни грешници на оваа земја. Луцифер сакал да го предизвика Исуса на двобој. Горе му се заканил, а долу рекол ќе те чекам на земјава. И сега тој двобој, знаете, кој прв ќе повлече. Но Исус ја знаел тактиката, замката што му е спрема Луцифера. Уште таму во пустињата кога му рекол, ајде овие камења направи ги лебови, ајде скокни од црквата. Знаете, тие три работи што му ги поставил. Но, браќи и сестри, Исус не го прифатил тој двобој. Исус патил наместо нас. Ја испил чашата наша, твоја и моја до крај. И овде апостол Павле во Евреите, во 2 глава, ќе запише во 14 стих вака: бидејќи пак децата имаат учество во месото и крвта, така и тој изеде учество во тоа и со смртта да го уништи оној која имаше власта над смртта, односно ѓавол. Видите, ѓаволот има власта над смртта. Тој е причинител на сето зло. Но Исус дошол да ја уништи таа прва смрт. Исус не
ослободил од втората смрт, секако, но ова смрт за Исуса е сон, но сепак Исус и во ова смрт, како што вели Давид, и да поминам ни смртната сенка, нема да се плашам, зашто твојот джезел, твојата палка ме успокојуваат. И затоа овде Павле вели, тој дојде да го уништи оној кој имаше власт над смртта, односно ѓаволот. И текстот 18 вели, бидејќи затоа што и самиот трпеше кога беше искушуван, може да им помогне на оние кои се искушувани. Браќи и сестри, пред да завршам, само да спомнам уште ова. Христос дошол да страда, да стане едно со нас во маките. И кога Исус бил исмејован од страна на Луцифера, тогаш паднала маската на сатаната пред целиот всемир, пред целата вселена. Сите околни светови тоа го гледале. Кој сега ќе победи, кој е во право? И кога Исус отишол на крстот, кога бил распнат, тогаш ги виделе злите намери на сатаната, дека не е тој тако како што се преправил горе, дека ќе им понуди демократија, слобода и повеќе ангелски права. Не. Тука била војната окончена за секогаш. И затоа ние велиме сатаната си ги одбројува деновите и часовите. Знае дека уште малку време. Пишува и текст. Исус вели, и сатаната знае дека има уште малку време и ќе настојува се повеќе и повеќе да произведува секакви болештини, да луѓето ги прибере во смрт наместо во живот. Браќи и сестри, Исус умрел за тебе и за мене. Со неговата смрт ние сме денеска победници. Одлучи денес на која страна ќе бидеш. Ние кои сме овде, а и вие кои не гледате и слушате. Денеска е време. Ден кој ни е Бог од Бога подарен. Утрешниот ден не знаеме што ќе биде. Но денеска, вели Библијата, кој ќе го слушате Божиот глас, вашите срца да не останат тврди. Нека му е слава и фала на големиот Бог за жртвата на Исуса Христа, за спасението и за откупот и за вечниот живот. Амин.